Да се покажува сила и моќ во овој парламент стана секојдневие, исто како што стана секојдневие да се кршат Уставот, Деловникот и законите. Но да се има трпение да се издржи овој хаос е сега навистина најпотребно. Вашата сила и моќ во периодов ќе поминат и ќе дојде време кога ќе треба да понесете и одговорност за сето ова. Имаше еден колега кој стана градоначалник и кој секоја седница на глас ни порачуваше дека ќе си лежиме. Јас нема да ви се заканувам како него, но ќе ве повикам на разум и на чувство на одговорност. Дојдовте на власт без изборна победа. Формиравте мнозинство базирано на сомнителни договори и ветувања. Откако сето тоа помина, деноночно сме сведоци на вашите манипулации и игри, на вашите кршења на процедури и измамнички подметнувања на европски знаменца на законите, на вашите заобиколувања на матичните собраниски комисии и така натаму. Повикувајќи се на Европа, вие ги кршите сите европски норми. Нема европска земја, членка или не на Европската унија, која вака се однесува со опозицијата. Велат дека целта ги оправдува средствата. Вашата цел е сега како најбрзо да стигнете до победа на предстојните председателски избори, па макар и на сила и демонстрирајќи моќ. Знам дека морате, но дали размислувате за иднината и за тоа дека некој еден ден ќе ве осудува. Не мора тоа да бидат судови. Зборувам за морал и за чест. Дали пред себе си сте чисти. Оваа денешна седница е уште една епизода од вашиот веќе виден серијал. Исходот е извесен, но ќе останат да сведочат стенограмите и снимките од нашите говори. Може би не можеме да ве надгласаме, но можеме да ве разобличиме, да ве обелодениме и да ве надзборуваме. И додека вие сте неми сведоци и учесници во овој заговор, ние сме гласни поборници за демократија и за правда. Доскоро само дивеевте и викавте на глас по улиците дека нема правда и дека нема мир. Дали сега има правда и дали имате мир во вас? Едно да бидеме начисто. Сето ова еден ден ќе заврши, но ќе треба сите ние и понатаму да живееме и да функционираме. Ќе има разлика меѓу нас и вас, бидејќи ние не сме биле тие кои ја злоупотребувале и силувале правната држава, не сме биле тие кои погазувале се што е европска вредност и правно владење. Колегата Трајко Велјановски 10 години беше председател на ова собрание и 10 години работеше почитувајќи ги Уставот на Република Македонија, законите и Деловникот на собранието. На дел од пратениците овде може и татко да им биде. Вака ли се однесувате кон врсниците на вашите родители? Вака ли се однесувате кон свој колега? Каде исчезнаа домашното воспитување и човечноста? Ако Трајко треба да одговара за обвиненијата поради кои денес сакате да му се одземе имунитетот за пратеник, тогаш дали некој може би треба да добие доживотен затвор, а заради континуирано кршење на Уставот и на законите? Не сум ниту правник, ниту судија, а уште помалку сакам да се мешам во работата на судството и на обвинителството. Тоа не е моја работа, но не е ниту ваша. Јас жалам што не ја научивте лекцијата од 27. април. Тој 27. април се случи само и само заради една причина, а тоа беше против деловничкото продолжување на веќе прекинатата седница тој ден и нејзино водење од страна на нелегитимен председавач со цел да се седне Талат Џафери на столчето председател на собранието. Докажавте на многу наврати, а еве и денес докажувате дека помирувањето за вас не значи ама баш ништо. Помирувањето само го искористивте за вашиот срамен чин на велепредавство на сопствената држава и сопствениот народ. Трајко Велјановски стоички им пркоски на сите ваши обиди за негово деморализирање и омаловажување. Луѓето како Трајко нема да попуштат. Тие не се дел од вашиот план и програма. Тие се своји и ќе продолжат да му пркосат на вашево дивење со власта. Затоа ве повикувам добро да размислите под кои услови и за која цена ова го правите. Размислете добро дали вие имате цена или пред се имате гордост. Во меѓувреме ние ќе зборуваме и нема да престанеме се додека микрофоните пред нас бидат уклучени.
Ова е борба во која може би битка ќе добиете, но ние не се откажуваме. Никој не видел глас и право вака да се однесувате. Но очигледно ова е вашиот начин на владење. Ова се вашите принципи и реформи. Да се погази уставот, да се погази деловникот на овој законодавен дом и да се исклучи опозицијата. А токму вие и токму од оваа зграда повикувавте на диалог, на соработка и на критики од страна на опозицијата. Ниту диалог овозможивте, ниту соработка имаме, ниту нашите критики за вас нешто значат. Вие си ја терате вашата агенда, но тоа е само доказ на вашето самоволие и вашата ароганција. Стиснати сте од времето, брзате и не гледате попатно што се погазувате. Не дозволувате ниту да се послушаат нашите аргументи. Се почесто ве слушаме како говорите дека нас никој не прашува, дека вие го имате последниот збор. Тогаш повелете, изиграјте го и овој танц самите. Но бидете уверени дека народот ја следи оваа ваша игра и ќе ве осуди. Председателски или предвремени парламентарни избори, без разлика кои и без разлика кога, тие ќе бидат крајот за вашето самоволие. Затоа велам дека е време ова лудило да запре и разумот да надвладее. Ќе помине и овој парламентарен состав, но треба да остане чистиот образ. Бидете разумни, колеги од парламентарното мнозинство, и пред се бидете одговорни и честни пред себе си, пред своите деца и пред нашата и нивната иднина. Не бидете тие кои утре ќе бидат осудувани и проколнувани. Ништо нема вредност доколку утре тоа ви се врати како бумеранг, доколку утре се срамите од ова денес, доколку утре бидете приморани да се каете за ова денес. Точно е дека вие сте мнозинство, но вие сте и најодговорните. Моќта се докажува со разумни решенија, а не со надгласување за се и сешто. Оние кои ве гласаа за живот и еднакво општество за сите, а не за живот само на вас и вашите блиски. Јас верувам дека македонскиот народ е разумен, како што впрочем секогаш и бил. Тој ист народ секогаш ја има најважната алатка во своите раце, а тоа е гласот. Народот самиот ќе реши како да постапи. Не помагаат тука вашите закани и казни. Со гласањето за одземање на имунитетот на вашиот и наш колега Трајко Велјановски, вие на дело покажувате дека не сте демократи и дека не сакате помирување. Ова е се, само не е помирување. Со гласањето за одземање на имунитет на Трајко Велјановски не завршува вашата борба против пратеничката група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Има уште пратеници оваа група и повелете одземетени го имунитетот на сите, уапсете не сите. Само едно да не заборавите. Не можете никогаш и на ниту еден начин да ја уапсите волјата на народот во Македонија. Третманот на притворените ваши неистомисленици не знам дали се уште некаде се применува, особено не во Европа. Со вчерашниот пример го допревте дното на вашето владење. Кога преоѓате на применување на сила, значи дека веќе немате разумна моќ. Моќта не е во покажувањето сила, туку во покажувањето разум и ред. Траумите и лузните зараснуваат, но никогаш нема да се заборави вашата желба за освета и реваншизам, вашата ароганција и дивење преку владење. Велат дека правдата забава, но не заборава. Правдата за која вие се боревте се уште ја нема за жал, но ќе дојде. За крај само ќе ве потсетам на онаа старата народна: не прави му на никој ништо што не сакаш и тебе да ти го прават. Ви благодарам.